Гледате вестите на Сител. Во студиото со вас Иван Кузмановски. Добар ден ви, благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. Обвинителството бара притвор за директорот и управителот за отпад во комунална хигиена. Покрената истрага за загрозување на животната средина. Полицијата истражува кој го наполни Вардар со пластични шишиња. Штета, жал. Изгледа ужасно е, тај Вардарот е прљав. Треба построги казни. Државната изборна комисија ги објави конечните резултати од првиот изборен круг. 44 општини добија градоначалник, во 33 втор круг на 2 ноември. Владата го скрои буџетот за идната година, ќе тежи 6,7 милијарди евра, прогнозираат раст од 3,8% и инфлација од 2,5%. Има повеќе пари и за плати и за пензии. Јамајка се подготвува за Мелиса, најсилната бура во светот годинава. А во овие вести во живо информираме за одлуката на судот за приведените од комунална хигиена. Останете со нас. Обвинителството отвори истрага за загрозување на животната средина со отпадот во Скопје, за веде директорот на комунална хигиена и за управителот на отпад во јавното претпријатие веќе побара мерка притвор. Поречиси 24 часа поминати во полициска станица, попладнево двајцата беа пренесени на распит во Скопскиот кривичен суд. Докаде е постапката во овие вести во живо дознаваме од колегата Зоран Јаневски. Зоран, има ли некаква одлука од судијата на претходна постапка? Не, се до овој момент судија на претходна постапка нема донесена одлука по барањето на јавното обвинителство за определување притвор за двајцата осомничени кои се гонат под сомнеш за сторено кривично дело за загрозување на животната средина и природата со отпад, а станува збор за веде директорот на јавното претпријатие комунална хигиена Сабахудин Рустеми, како и управителот за отпад во претпријатието Аки Саити. Двајцата овде во Скопскиот кривичен суд беа донесени нешто пред 13 часот, што значи повеќе од 3 часа се наоѓаат внатре во зградата на Скопскиот кривичен суд. 1 час подоцна дојде и јавната обвинителка која го води случајот, Ана Јакимовска-Гоговска, а во моментов според сознанијата на Ситела во тек е расправата, односно се бараат докази зошто обвинителството смета дека треба да им биде одредена притвор на двајцата осомничени. Според обвинителството, барањето за притвор е заради опасност од влијание врз сведоци и попречување на истрагата и можност за повторување на кривичното дело за загрозување на животната средина и природата со отпад, но не и за опасност од бегство. Рустеми и Саити предходните 24 часа ги поминаа во полициска станица. 1 час после пладне, во текот на денешниот ден беа донесени овде во Скопскиот кривичен суд, каде во тека е процесот за одредување на притвора за двајцата осомничени. Меѓутоа, зошто за нив се бара притвор и зашто ги сомничи јавното обвинителство, гледаме од прилогот на колегата Мартин Арсов. По 22 часа распит во полициска станица, директорот на комунална хигиена Сабахадин Рустеми и управителот за отпад во претпријатието беа спроведени во кривичниот суд. Чувствувате вина, директоре? Чувствувате ли вина? Зошто е Скопје затрупано со ѓубре? Зошто не се чистеше ѓубрето во Скопје? Се чисто. Обвинителството бара притвори за двајцата. Се сомнича дека сториле кривично дело за загрозување на животната средина и природата со отпад. Според обвинителството, двајцата не ја извршувале својата основна работа – редовно собирање и транспортирање на ѓубрето во Скопје. Не биле исполнети ниту обврските од оперативната програма за комуналниот отпад и планот за одржување јавна чистота во градот. Со пропуштање на целосниот надзор на собирањето и транспортирањето на комуналниот отпад, како и со непрописно управување со отпадот, тие овозможиле во текот на месецов да се соберат мали депонии на јавни и сообраќајни површини во близина на предвидените садови за собирање комунален отпад, со што предизвикале значително оштетување на квалитетот на почвата, воздухот и водата и го довеле во опасност животот и здравието на луѓето од предизвикување заразни или други болести.
Сомнежите биле потврдени по вонредните контроли што ги направиле локални инспектори за животна средина, како и со експертско мислење од Институтот за јавно здравје, кое покажало дека отпадот може да предизвика ширење на заразни болести. Кривичниот законник за делото кое им се става на товар предвидува казна затвор од минимум 1 до максимум 10 години затвор. Од обвинителството посочуваат дека доколку во текот на истрагата се утврдат сомненија за кривично дело и кај други лица, соодветно ќе постапат. Рустеми беше назначен за директор на комунална хигиена во јануари годинава од страна на градоначалничката Арсовска. Таа вчера, освен што го бранеше на Фејсбук, објави ироничен и манипулативен статус во кој напиша дека Рустеми е ослободен откако преминал во влен. Мартин Арсов, Сител телевизија. Зоран, слушнавме краток коментар од ВД директорот на комунална хигиена кој што вели дека се чистел отпадот од контејнерите низ Скопје. Имаш ли информација кои се негови бранители, како тие гледаат на делата кои што му се ставаат на товар? Да, двајцата осомничени Сабахадин Рустеми и Аки Саити имаат своји бранители. Тие се наоѓаат овде во Скопскиот кривичен суд. Во кусиот разговор кој што можев да го имам со нив, сметаат дека не се исполнети елементите на кривичното дело кое што го квалификувало јавното обвинителство, а се однесува на нивните двајца клиенти. Сметаат дека тие не може да одговараат за загрозување на животната средина и природата со отпад, односно тие се службени лица, па заради тоа и сметаат дека не се исполнети елементите за ова кривично дело. Како што кажав и на почетокот, се уште трае процесот во кој јавното обвинителство бара да им биде одредена притвор на двајцата осомничени заради опасност од влијание врз сведоци и можност за повторување на делото, меѓутоа не и за опасност од бегство. Па повеќе информации најавувам за наредното информативно издание. Да, ќе очекуваме одлуката на судија на претходна постапка. Зоран Јаневски, благодарам за овие информации. Министерството за внатрешни работи бара кој го наполни Вардар со пластични шишиња, откако од вчера на социјалните мрежи кружат видео снимки на кои се гледа дека реката е полна со пластичен отпад. Од Министерството за животна средина вината ја лоцираат кај операторите со отпад и справувањето со дивите депонии. Граѓаните пак бараат итни мерки за заштита на Вардар. Еколошка закана за Вардар на прагот. Стотици шишиња денес каплуваат по водите на Вардар. Социјалните мрежи се преплавени со загрижувачки снимки кај тетовското село Копанце, на кој се забележува како реката има пластична покривка. Од Сдруженијето млади правници алармираат дека инспекторите мора да излезат на терен и да проценат дали е сторено кривично дело. Колку инспекторите кои ќе излезат на терен, затоа што според законот мораат веднаш да излезат на терен, а доколку видат дека постои сомневање за сторено кривично дело, тие сега по службена должност можат да го пријават тоа во јавното обвинителство, или доколку не постои основ за кривично дело, тогаш тие самите да постапат согласно законите. Состојбата со реката и во Скопје не е поразлична. На Пладнена патките друштво во водата им правеа пластичните шишиња. Скопје ни предупредуваат дека отпадот од Копанце ќе стигне и до главниот град. Затоа бараат институциите веднаш да постапат. Надлежни се одговорни за тоа, ние што да кажеме. Штета, жал. Изгледа ужасно е, Вардарот е прљав. Мислам дека не доликува на ваков град, посебно Скопје познати по Вардарот и по чаршијата. Очигледно дека народот нема свест. Мислам дека треба построги казни, само така. Прво треба ние самите да се запрашаме како народ, што правиме, бидејќи сегден из државата е полно со ѓубре, полно со отпадоци, така да тоа е сепак човечки фактор. Комуналните предпријатија не си ја вршат работата, затоа е дојдено до оваа состојба, велат од ресорното министерство. Причините за ваквата состојба се должат на незадоволителното ниво на комунални услуги од страна на операторите, особено во руралните средини. Во овие подрачја е евидентирано присуство на помали или поголеми диви депонии на јавни површини, за чија санација и контрола се надлежни единиците на локалната самоуправа и општинските инспекциски служби. И додека од министерството бараат од градоначалниците и предпријатијата по голема ажурност за водните текови, полицајците од Тетово веќе трагаат по виновниците за оваа состојба.
СВР Тетово презема соодветни мерки и активности за откривање на сторителите и начинот како е настанато толково количество на пластичен отпад по течението на реката, со што е предизвикано нејзино загадување. По расчистување на случајот ќе биде изготвен соодветен поднесок. Габриела Лескова, Сител телевизија. Државната изборна комисија ги објави конечните резултати од првиот изборен круг, откако поминаа сите законски рокови за жалби. Официјално е потврден изборот на нови градоначалници во 44 општини. Во 33 вториот круг ќе се одржи на 2 ноември. Државната изборна комисија ги објави конечните резултати по првиот круг гласање по одлуките на Управниот суд и поднесените тужби. Гласањето е конечно завршено во 44 општини, односно таму веќе е избран градоначалник со мнозинство од гласовите. Во сите 80 општини и градот Скопје завршено е гласањето и за избор на советници, освен за совет во општина Шуто Ризари. Таму повторно ќе биде спроведено гласање на 3 избирачки места, бидејќи според Управниот суд и Државната изборна комисија, резултатите може да влијаат на конечните резултати бројот на советници. Во 44 општини кои се објавени е завршен изборот за градоначалник во првиот изборен круг. Во 33 општини ќе има втор круг на гласање за избор на градоначалник. Објавени се сите општини поединечно и објавени се имињата на кандидатите. За изборите на совет во 79 општини се завршени конечни резултатите за избор на советници и во градот Скопје за советот 80, тоа се конечни резултати. Единствено ќе има повторување на гласањето само за избор на советници во општина Шуто Ризари, само во 3 избирачки места, така што ова повторување на гласањето ќе се одвива на 2 ноември. Во 33 општини каде што граѓаните повторно ќе гласаат за избор на нов градоначалник, коалицијата на ВМРО-ДПМН влегува во изборна трка во 26 општини. Коалицијата на СДСМ со 17 кандидати ќе бара поддршка за градоначалничка позиција. Во албанскиот блок, Националната алијанса за интеграција ќе ги одмерува силите во 5 општини. Коалицијата вреди исто така во 5, Движењето Знам во 2 општини, Левица во 1, Искуство за успех во 1 и Унија на роми во 1 општина. Во вториот круг изборната трка ќе ја водат и независни кандидати во 8 општини. Според ДИК, во оние општини каде не беше исполнет цензусот од минимум 1/3 од бројот на избирачи, односно Гостивар, Врапчище, Центар Жупа и Маврово Ростуше, гласањето ќе се одвива во нова изборна постапка по завршување на вториот круг и соопштување на конечните резултати. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија. А изборната кампања за вториот изборен круг е во полнек. На кандидатите за градоначалници им остануваат уште 3 дена да се изборат за поддршката и да добијат довербата од граѓаните. СДСМ докажа како се работи во Лузово кога сегашниот кандидат менаџирал со општината, вели председателот на партијата. Филипче потсети дека токму во тие 4 години од 2017 до 2021 биле изградени нова општинска зграда, градинка, парк. За разлика од тогаш, сегашната власт ја уназадила општината. Со актуелниот градоначалник буквално ништо не се случува. Никаква инвестиција, никаква капитална инвестиција, никакво продолжување на близу 50 на проекти кои што во тоа време останаа незавршени. Така да сум прилично сигурен дека граѓаните ќе може да ја почувствуваат разликата, знаат што значи да имаат градоначалник кој работи отворено, транспарентно, кој ја предува општината, кој го прави животот полесен, попријатен и поубав тука, каде што своје место наоѓаат и младите, пензионерите, земјоделците, сите категории на граѓани кои живеат во ова општина, наспроти ова што сега се случува изминатите 4 години, а тоа е апсолутно ништо. Проширување на капацитетите на основното училиште Песталуци најави кандидатот за втор мандат во Центар. Герасимовски во програмата предвидува и реконструкција на отворените игралишта и санација на спортската сала. Новата програма предвидуваме изградба на нови училници, промена на фасадната столарија и подовите, како и хортикултурно уредување на дворот. Веќе почнавме со работа, го саниравме покривот врз спортската сала на училиштето, каде што е поставена високо квалитетна изолација и лим, согласно еколошките и безбедносните стандарди. Продолжуваме да инвестираме во образованието и училиштата инфраструктура.
Сакам секое дете во Центар да расте, учи и сонува во современи и безбедни училишта. Капитални проекти во секое населено место во општина Крушево најави кандидатот за градоначалник за втор мандат кој ветува продолжување на рамномерниот развој на градот и околните населени места. Најмалку во секое населено место најавувам уште по еден капитален проект, горлив проблем на нашите сограѓани. Дали тоа е водоснабдување, реконструкција на училишта, водоводи, канализации, пристапни патишта, сето тоа ќе биде со нас. Ние не се служиме со празни зборови, туку со конкретни проекти и конкретни дела, токму тука од терен. Затоа испраќам од село е креново пораката дека ние сме таа коалиција која гради и променува. Навистина Крушево се гради и променува секој ден. Актуелната власт целосно го занемарила развојот на Маџирмало и затоа се потребни промени во Центар, порача подпредседателот на ВМРО ДПМН Николовски. Населението во овој дел од градот живее во субстандардни услови како резултат на урбанистичкиот хаос. Тој побара поддршка од центарци за промена на власта во општината. Не можат тука да си го најдат финансискиот интерес и не можат тука да најдат бизнис, затоа луѓето овдека живеат во една ситуација која што не приличи на 21. век, со уништени улици, без соодветен водовод и канализација, со нерешени имотни прашања и во едни субстандардни услови. И тоа е така затоа што општината воопшто не им дава да се развиваат. Можете да замислите низ оваа тесна уличка треба поминуваат сите кои што ќе живеат во овие нови згради кои што се градат тука, а од другата страна позади мене не можат луѓето да се стигнат до куќите. Ова на најдобар начин покажува на кој начин се уништува општина Центар и зошто се потребни промени во општина Центар. Модерен и квалитетен развој на општината во интерес на граѓаните најавува кандидатот за градоначалник на Центарот Знам. Во програмата предвидува нова градинка во Маџирмало. Делот Маџирмало нема многу долго време донесено урбанистички план и имаме заеднички став дека новиот урбанистички план ќе биде квалитетен за модерен развој на овој дел од Скопје, секако во интерес на граѓаните. Со граѓаните ќе се консултираме како сакаат и каква потреба имаат тие од овој дел. Дополнително планираме изградба на нова градинка, модернизација на улиците кои што долго време не се санирани. Во Македонски Брод целосно се реконструира улицата Гоце Делчев. Кандидатот најави продолжување на инфраструктурните проекти во општината. Денес, заедно со мојот тим, извршив увид во градежните активности кои се одвиваат на крак од улица Јане Сандански. Вршиме целосна реконструкција на оваа улица, односно реконструкција на коловозната лента, пешачките патеки, подземните инсталации, а исто така ќе вградиме хоризонтална и вертикална патна сигнализација. Македонски Брод во градското подрачје добива уште една безбедна улица. Продолжуваме повторно заедно. Партиите продолжуваат со митинзи, остануваат уште 3 дена за кампања, пошто ќе следува изборен молк. Втор круг избори ќе се одржат за избор на градоначалник во 32 општини и град Скопје. Мирена Давидовска, Сител телевизија. Што покажаа резултатите од првиот изборен круг, чија е одговорноста за резултатите во претходниот мандат и какви се плановите за развој на општината. Во тема на денот со кандидатот на ВМРО ДПМН за градоначалник на општината Аеродром Дејан Митевски. Владата го усвои буџетот за идната година и го испрати на разгледување во Собранието. Како што информираше Министерката за финансии, буџетот ќе тежи 6,7 милиарди евра. Прогнозираат раст од 3,8% и инфлација од 2,5%. Во буџетот се планирани повеќе пари и за плати и за пензии за следната година. 6,7 милиарди евра тежи буџетот за идната година кој Министерството за финансии ќе му го предложи на Собранието. Планот на владата е да потроши околу 150 милиони евра повеќе од оваа година. Се очекуваат приходи од 6,1 милиарди евра, што ќе резултира со буџетски дефицит од околу 600 милиони евра, што е 3,5% од бруто домашниот производ, половина поен помалку од оваа година.
До приходите ќе се доаѓа со намалување на сивата економија и поефикасна наплата на даноците, како и силна дисциплина во трошењето и голем рез во несуштинските трошоци. Владата планира да собере 6% повеќе пари од даноци и 4% повеќе од придонеси. Очекувањата се идната година економијата да порасне за 3,8%, а инфлацијата да се стабилизира на 2,5%. Буџетот за 2026 година ги опфаќа сите клучни политики што ќе се спроведуваат во наредниот период, со јасна цел забрзување на економскиот раст, паралелно со постепена фискална консолидација. Во буџетот за идната година предвидени се 7% повеќе пари за плати и околу 9,7% повеќе пари за пензии. Владата се уште не донела одлука дали до година пензиите ќе растат линеарно или според растот на просечната плата и трошоците за живот. Капиталните инвестиции се проектирани на околу 660 милиони евра, нешто над 100 милиони помалку од оваа година. Министерката објасни дека од јануари за наплата доаѓа на дворешен долг од над 900 милиони евра, од кои 700 се враќање на стара еврообврзница. Старите долгови и буџетскиот дефицит ќе ги финансираме со ново задолжување од околу 1,6 милијарди евра, од кои нешто под 1 милијарда се очекува да биде нова еврообврзница, а остатокот да се позајми со комбинација на задолжување на домашниот и странскиот отворен пазар. Предлог буџетот сега патува до собранието кое треба да ја почне постапката за негово носење, која треба да заврши пред крајот на годината. Александар Спасовски, Сител телевизија. Во Скопје се одржува меѓународниот форум за енергетика. Од Европската енергетска заедница и UNDP порачаа дека јагленот мора да се исфрли од употреба, а струја да се произведува од обновливи извори. Само на тој начин може да има стабилен и одржлив енергетски систем. Да се намали употребата на јаглен и полека да се исфрли од употреба. Електрична енергија да се произведува само од обновливи извори. На тој начин ќе имате стабилен и одржлив енергетски систем. Оваа порака ни ја испратија од UNDP и Европската енергетска заедница на денешниот форум за енергетика. Време е да се оди со храбри цели, а тоа е исфрлање на електраните кои што работат на јаглен во фази. И секако зголемување на капацитетите за одржлива енергија. Речиси 60% од произведената струја во Македонија се добива од термоцентралите, кои работат на јаглен. Во првичната енергетска стратегија беше предвидено рек Битола и рек Остоми да се затворат до 2025-та, но потоа рокот се пролонгира до 2030 година. In 2024 only, carbon intensity fell by average in the region by 11%. This is unprecedented development. While renewable capacity, other than the huge hydro renewable capacity, expanded by more than 50% between 2020 and 2024. These are the figures you cannot discuss with. These are the facts. And we should be very proud of that. Реформите мора да се спроведат, затоа што зависноста од еден извор или снабдувач представува ризик. Потребни се одржливи и сигурни енергетски решенија, порача министерката за енергетика Божиновска. Енергетската отпорност денес значи способност системот да издржи, да се прилагоди и да продолжи да функционира, дури и во услови на глобална неизвестност и да функционира стабилно и прилагодливо дури и во услови на глобална неизвестност и геополитички потреси. Премиерот Мицкоски вели дека енергетиката е високо поставена на агендата, како национален приоритет и државна стратегија. Затоа цврсто стојат зад реформите кои предстојат. Енергетската транзиција изгледаше недостижна, скапа, бавна, но ние правиме возможно. Секој соларен панел, секоја ветерница, секоја нова електрана што работи на чиста енергија, тоа е дел од нашата современа борба за независност. Светот денес се менува со забрзано темпо. Она што порано значеше сигурен снабдувач, денес значи флексибилен систем, отпорен пазар и чисти извори на енергија. Енергетската стабилност не е веќе само економско, туку и безбедносно прашање.
Иднината е во одржливата енергија, порача учесниците на форумот. Затоа треба да се забрза процесот кон зелена транзиција и декарбонизација. Како да се постигне тоа и како да се обезбедат пари, ќе се дебатира следните 3 дена на меѓународниот форум. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Јавните административци од 2027 година ќе почнат да се обучуваат во Академијата на Министерството за јавна администрација. Но, ова ќе значи и нови правила за сите оние кои за прв пат ќе се вработат на државна. Јавните административци од 2027 ќе почнат да се обучуваат во Академијата на Министерството за јавна администрација. Иако во јули беше промовиран првиот центар за едукација на вработените во јавниот сектор, за Академија службениците ќе почекаат уште 2 години. Секој административен службеник, од најмладиот до најискусниот, ќе има можност да се надградува, да стекнува нови знаења и да го покаже својот професионален капацитет. Но Академијата ќе значи и нови правила за сите оние кои за прв пат ќе се вработат на државно. Секој што за прв пат ќе се вработи во јавната администрација ќе мора да помине 120 часа обука во повеќе тематски области и да положи испит пред стручна комисија. Меѓународните извештаи покажуваат дека Македонија има кадар на администрација со добри намери, но недостасува култура на обука и зголемување на знаењето кај службениците. Обуките често се гледаат како на формалност, а не како во инвестиција и за подобрено управување. Затоа, кога се прават реформи според експертите, тие треба да се фокусираат и на промена на културата во институциите. Реформите во јавниот сектор не се само институционални промени, туку тие мора да бидат пропратени со една културна трансформација. Веруваме дека секоја институција може да стане подобра кога ќе се инвестира во луѓето, кога ќе се охрабрат луѓето да учат, да прашуваат, да размислуваат критички, да бидат љубопитни, да бидат подготвени за промени и да делуваат со интегритет. Академијата ќе се гради со помош на Франција. И амбасадорот на Франција го дели ставот дека потребна е културолошка трансформација. Модернизацијата администрацијата не е само прашање на структурни промени и на процедури, туку во голема мера зависи од капацитетот на самите јавни службеници да бидат приспособени кон промени, да развиваат нови знаења и вештини и да негуваат култура на служба која што на вистина е свртена кон корисниците на тие услуги и давање на резултати. Со новиот закон за административни службеници, институциите сега имаат механизам за оценување на службениците. Лоша оценка ќе значи принудна обука за службениците и стопирање на унапредувањето во службата. Даниел Василев, Сител телевизија. Во продолжение вестите од светот. 22